Цивил медија. Борбата за родова еднаквост се сметам како една општа борба за човечки права. Најосновни човечки права. Ама борба е. И сега тоа ме враќа на темата како да вклучиме и повеќе мажи и повеќе жени. Значи, за жал, и особено кај нас, ние сме многу, и јас тако, ајде да кажем левичар, тоа ми е разочарувачки, конзервативно и традиционално општество. Тоа е многу повеќе од што сакаме да си признаеме. И тоа се гледа на вакви чекори, и Истанбулската конвенција, и ред на други нешта. Ние често сакаме да се представиме дека сме по-либерални и модерни, ама загребете малце испод и ги излезе на најтрадиционалното конзервативно, што се рефлектира баш оно што го каже господин Димитриевска во семејството. И сега што можеме да направиме и за да вклучиме повеќе мажи, за да вклучиме повеќе жени? Прво, некои работи случуваат еволутивно и со еманципација и окей, тоа може да го чекаме, ама јас сум често поборник дека некои работи треба малце да ги забрзаме. Колку и да тоа може да е во одреден период е непопуларно за одредени категории. И ако имаме волја, пред се и во политиката, политичка волја, треба да ги превземеме тие чекори. Јас сум навистина среќен и драго ми е што гледам дека веќе олкав број на пратеници од сите политички партии се подпишале на ваква иницијатива. Затоа што се сеќавам на едни други потешки времења, не многу оддавна, кога преговаравме за Прашинскиот договор, кој знае како и оваа тема се отвори на еден од состаноците, кој што никогаш не слуша во јавноста, каде што имавме прилично жестока дебата, беше, може си да, каде што имавме 4 политички партии бевме таму, еве ние у партија сме договорени, 50% ние у програмата, за не многу знаеле очигледно нашиот пратенички, што е другиот проблем. Во ВМРО ДПМН тогаш постоја луѓе кои што беа за и против, другите партии беа апсолутно против. Ако ги прашате и прашавте и тогаш јавно тоа да го кажат, тогаш нямаше да го кажат. Ама таму за затворени врати баш најотворено сите си кажа што си мислеа. И тоа мислам дека и механизмот како да инволвираме и повеќе мажи и повеќе жени. Значи мораме да ги извадиме на виделина во јавност. Многу повеќе ќе имаме резултати во оваа борба ако жените се пообединети во оваа борба. Има една работа што ме научила и политиката и животот, дека никој ништо нема да дае ако не се бориш. Никој ништо нема. Колку да никој нема ништо против тоа, ама ако не бараш, ако не се буниш, ако не се бориш, нема шанс. Ние се соочуваме со сериозен проблем, квоти ќе го введеме, тоа ќе е многу добар механизам, но нема да е доволен. И ево партиите се соочуваме со друг аспект на проблем. Да имаме доволен, можеби број ќе имаме на пратенички и советнички, ама министерки, директорки и градоначалнички катастрофа. За бројот е катастрофално мал. Еве во еве зборуваме во делот на владата, ајде да кажеме проблемот е кај нас. И окей, тука нема оправдување, сме можеле да се потрудиме да имаме повеќе жени во влада. Ама кога доаѓа во делот на само кандидирање, значи ние веќе нас во СДСМ само процедурата за да некој се кандидира за градоначалник, градоначалничка е само кандидирање. Бројот на кандидатури кои што ги добиваме од жени е катастрофално низок. Ние имавме ситуации во многу општини, градски средини овде во Скопје, каде што не беше пријавена ниту една жена кандидат. Сега се размислувам и сам да најдам начин како ова да го смениме. Дел е преку овакви општествени политики кои што генерално ќе ја сменат таа ситуација, но преку ноќ нема да може. Барам механизам кој што побрзо ќе го смени. Еве повторно ќе земам од мојата политичка партија пример. Ново назначената министерка за финансии. Освен назначувањето беше предмет на жестоки, дискриминаторски коментари, пораки и така натака. Најчесто половина нив доаѓа од наши поддржувачки. Јас не сум видел по низок говор на омраза код некој, отколку што ги прочитав некои коментари од поддржувачки на СДСМ кон неа. Цивил медија.